Последна точка од 104-та седница е предлог за избор нови заменици министри во 5 министерства, и тоа Министерство за одбрана со предлог Тиронја Јага, Правда со предлог Викторија Аврамовска-Мадич, Земјоделство, шумарство и водостопанство со предлог Вјолца Бериша, Здравство со предлог Маја Манолева и Образование и наука со предлог Агим Нухил. И немам никаква обврска да се произнесувам по овие предлози на Ковачевски, бидејќи и самиот тој ништо не кажа за нив, како што не кажа ни за претходните разрешени и предложени, но сепак сакам да изнесам некои мои кратки впечатоци за поединци. Тројца од нив не ни знам како изгледаат во живо. Агим Нухил го гледав тука во собранието, но немам никаков впечаток за него, а посебно за неговата експертиза. Може би конечно и да се пронајде во најдобрата улога како заменик министер за образование и наука, бидејќи досега немавме можност да просведочиме за тоа. Сепак останува фактот дека Нухил е незаменливиот, вечниот член на влада, како и дека Ковачевски нема право на избор, туку има право само да го прифати она што ќе му се понуди без никаква забелешка. За господјицата Бериша морам и сакам да истакнам дека пред речиси 1 година остави врз мене силен впечаток кога гледав едно нејзино ТВ гостување. Дури и мислам дека се распрашав кај колегите од Алијанса која е и од каде е, и им кажав дека е многу способна и дека треба да ја дадат шанса. Арно, ама да и се даде шанса да биде заменичка министерка во ресорот земјоделие, се сомневам дека е некој достиг или пак е недостиг на други, барем покомпетентни. Останува и овој предлог да го видиме на дело, но никако како жена не посакувам Бериша да ја стават пред лошо искушение со цел уништување на незината политичка кариера. Велат дека наведната глава сабија не ја сече, ама оваа на Ковачевски е дотолку наведната, што не знам како воопшто еден ден би можела да се исправи и да има тронка искреност кога ќе погледне во очите на своите квалитетни сопартици или квалитетни универзитетски професори. А нив ги има, не дека ги нема, само се повеќето од нив сакаат што повеќе да се оградат од еден ваков лик, кој со секој изминат ден станува непрепознатлив и нерепрезентативен било како партиец или како универзитетски професор. Денес е 13-ти ден како се разгледува предлогот за реконструкција на владата на Ковачевски, а по само 1 година од неговиот прв предлог за влада. Видовме како Ковачевски многу бледо ги одржа неговите експозеа по сите 4 точки на оваа седница и сето тоа доволно зборува за неговиот капацитет, но и за капацитетот на неговиот пиар тим кој за само 100 дена потрошил цели 26.000 евра за негова промоција по социјалните мрежи. Со таа сума барем малку ќе се помогнеше на болните од цистична фиброза, а тој чин и тоа како ќе ја зголемеше неговата популарност. За жал, и по смртта на Благојче, и по оставката на Сали, трикафтата се уште ја нема за овие болни, ама затоа Ковачевски завчера објавил статус посветен на Меѓународниот ден на лицата со ретки болести, кој статус, замислете, има над 400 допаѓања и само 7 коментари, бидејќи сите лоши се избришани, освен еден кој сигурно го имаат заборавено. Иако првото експозе на Ковачевски, кое се однесуваше на разрешувањата на Сали, Алити и Чупи, беше испринтано на 2,5 страници од собраниските служби, во него ниту еднаш не се споменаа имињата на министрите, кои само пред 1 година беа негови предлози. Ниту нивните имиња, ниту и најмала причина за нивно разрешување. Ова се случи на 13 февруари. На 23 февруари Ковачевски имаше експозе за назначувањето на новите 4 министри. Ова експозе беше испринтано на 2 страници и во него на крајот само ги наведе имињата на предлозите и нивните ресори. Ниту збор за нивните биографии, искуства или квалитети. Пред 2 дена Ковачевски се изнамачи за образлагањето за разрешување на 3 заменици министри, кое беше испринтано на половина страница од собраниските служби. И овде само ги наведе имињата на Хасани, Абедини и Алиу и побара ефикасна и конструктивна дебата за нивно разрешување. Не знам дали пиар службите му имаат кажано на Ковачевски што значи дебата, ама знам дека завчера ниту тој, ниту пратениците на владеачкото мнозинство учествуваа во ефикасното разрешување и во конструктивната дебата.
Кога премиер бара ефикасно разрешување, тоа значи дека тој не значи што е ефект од сопствена неспособност, а тој дојде по само една година кога самиот си предложи да се разрешат неговите предлози. Ова е класичен ефект на класичен некадарник и марионета, која се крие во Собраниево веќе трета недела и од една страна протестира што е тука заглавен и што опозицијата му ги кочи процесите, а од друга страна Бога моли ова што подолго да потрае, затоа што после ова ќе треба конечно да се зафати за она што најмалку го знае, а тоа е да работи. Вчерашното негово експозе за именување нови заменици министри е речиси двострано во испринтана верзија. И ова беше само уште една реприза на претходните, без нималку посветеност, критичност или ветување за нешто подобро. Значи, во просек, премиерот потроши по 6,5 минути за реконструкција на неговата влада, што апсолутно потврдува за неговата невмешаност при изборот на разрешените и назначените. Во просек пак пратениците на мнозинството немаа ни по една реплика на сите наши говори, што пак апсолутно потврдува за нивната неодговорност или незаинтересираност за владата која тие ја поддржуваат. Фактот пак што ова мнозинство од 64 вчера се намали на 62, апсолутно потврдува дека не се работело за никаква реконструкција со која ова мнозинство би зајакнало, туку сосема спротивното, дека оваа реконструкција беше само за да се направи дефокус од неспособноста и незаинтересираноста да се сработи нешто во интерес на граѓаните. Вчера премиерот посочи дека опозицијата била против покачување на платите, а само завчера имавме обид за поништување на ветеното покачување на платите на сите вработени во Министерството за финансии и тоа од пратеник на власта. Тоа е таа неспособност и немоќ за која не само што ви говорам, туку и самите тие ја потврдуваат на дело и со секој нов ден. Инаку, бев надвор кога Ковачевски ги образлагаше предлозите за заменици министри, затоа што сакав да покажам и јас чин на револт кон него, бидејќи навреди пратеничка. Ова не е ист случај како оној за кој колешките од мнозинството го обвинија колегата Бране, бидејќи во овој случај немаше никаков обид за физичка пресметка, затоа што постоеше и физичко растојание од попречно цела една третина на пленарната сала, но затоа пак имаше вербални провокации од страна на колешка, која постојано провоцира и довикува како Дафина е болна, како ВМРО ДПМН е болест, како ВМРО-вците треба да се лечат, како некоја пратеничка е дролја, простете на српскиот булгарен израз, но тоа беше оригиналот, а неговата македонска верзија е премногу непристојна за оваа сала, како треба да се најдат психијатри за нас, како некој е мајмун и што ли уште не. Затоа, пред некого да осудувате или каменувате, запрашајте се дали и вие сте виновни за неговата вербална реакција на вашата подмолна вербална провокација. Најдобро е да молчите и позади микрофоните, а не да провоцирате, па после тоа да изигрувате жртви. Впрочем, вие сте и сега жртви на едно сосема поинакво насилство, ама очигледно е дека ве има зафатено стокхолмскиот синдром, па сте принудени силно да ги прегрнувате оние кои од вас направија марионети и безгласни пратеници и премиер. Зборував оној пат за невозвратената љубов и очекував барем малку да се засрамите и да сторите нешто во насока да докажете дека сте своји и дека имате своје јас. За жал тоа не се случи, а нема ни да се случи, затоа што вие сте заслепени од борбата за профит, тендери и фирми. Вас не ви се грижа граѓаните, туку ви се грижа криминалите. И додека надвор пратениците внатре се вашите извршители, вие надвор од Собраниево ќе продолжите со корупцијата и криминалот, затоа што само за нив сте способни. За сето ова, еден ден сите ќе одговарате, и оние кои вршеа криминали, но и оние кои премолчуваа. Христијан Мицкоски останува да ви биде вистински кошмар, затоа што сте свесни дека кога тој ќе стане премиер, вашиот блажен сон завршува и следува одговорност. Ќе одговарате сите кои денес молчевте и изигрувавте жртви. Во вашиот случај, молчењето значи одобрување, а одобрувате само криминал и неспособност. Затоа се плашите од способниот Мицкоски и од неговата одлучност дека нема да остави неказнет криминал. Кошмарот Мицкоски брзо ќе ви стане јаве и тогаш ќе имате барем корка леп во затворите каде ги сместивте невините.
Уставобранителите еден ден ќе се ослободат, но вие никогаш, затоа што сте заробени во своите криминали и во своите нечисти души. Ви благодарам. Mircea Gias.